Колку македонските граѓани практикуваат посета на уролог? Па, прво, фала за што дојдовте за да им овозможиме на пациентите и на граѓаните дополнителни информации во врска со ова тема. Значи, во Македонија претежно има доволна посетеност на пациентите или граѓаните за невролог. Дали се уште постојат предрасуди да се зборува за машкото здравје? Па мислам дека тоа во последно време веќе не постои таа предрасуда кај пациентите, кој што они после 5 година скоро кај секој пациент или кај граѓанин има потреба барем од една посета годишно да дојде на уролог. Било тоа на клиника, било тоа на периферија. Помладите или повозрастните? Која возрастна група повеќе практикува? Па, обично месец ноември, нели, тоа постои као светски ден за машкото здравје кој е одбележено во целиот свет, конкретно за карциномот на простата. Обично тоа карцином на простата се јавува претежно кај повозрастните пациенти над 45-50 години, кој што тоа за жал е втора причина за смртност кај мажите, карциномот на простата, затоа луѓето, пациентите што се над 50 годишна возраст имат потреба да посетат барем еднаш годишно уролог. Кои се најчестите проблеми со кои доаѓаат пациентите на клиниката? Така, зборуваме конкретно за карциномот на простата, нели? Значи, почетокот не се забележливи многу, тие голем број на пациенти мислат дека тие се симптоми кои што може да бидат од некоја инфекција, значи дизурични тегоби во смисла на често мокрење, станување преку ноќ да мократ, со тоа што на почетокот тие се можеби незабележливи, кои што претежно и пациентите ги игнорираат тие симптоми, кои што мислат дека ќе поминат. Меѓутоа, ако веќе карциномот на простата го имаме во некоја поразвиена фаза, веќе имаме поизразени симптоми, во смисол може да имаме комплетна рентеција која што не може да мократ, може да имаме присуство на крв во мокраќа, значи да имате дизурични тегоби и низа други проблеми. Дали се зголемува или се намалува бројот на пациенти со карцином што доаѓаат на клиниката? Па, за жал, кај нас поради тој лошиот скрининг, кој што мислам, добра иницијатива за во ноември да се обележува и да биде традиција и во Македонија, каде што се практикува во целиот свет, као ден на машкото здравје, конкретно за карциномот на простатот, и кај нас претежно доаѓаат во поразвиени стадиуми карциномот на простата, кои што за жал се иноперабилни, кои што и прогнозата е многу полоша. Значи, доколку се прави еден добар скрининг, значи на време да се диагностицира карциномот на простата, значи и прогнозата е многу подобра во споредба со тие што доаѓаат во една поавансирана фаза. Кои се најчестите карциноми со кои се соочуваат пациентите и која возрастна група има најмногу уролошки проблеми? Па, претежно карциномот на простата, нели ви спомнав и преска дека е втора заболување за причина за смртност кај мажите. Меѓутоа, освен карциномот на простата, имаме и други инциденцијата воопшто кај сите карциноми зголемена, кој што имаме карциноми на бубрек, на мочен меур, на надбубрежна жлезда, значи на целиот уринарен тракт. Меѓутоа, туморите на мочен меур, на бубрегот и карциномот на простата се најчести болести кои што се јавуваат пациентите на урологија. Колку пациентите се заинтересирани за скрининг преглед? Па за жал, кај нас, знаете, ако пациентот нема некоја тегоба, нема воопшто да се појави на уролог, кој што пациентите треба да бидат свесни дека раното откривање на болести има многу подобра прогноза во смисол каде што веќе имаме некој развиен стадиум. Со тоа што треба, ова е апел и до сите граѓани и сите пациенти, дека после 50 годишна возраст, 45 годишна возраст, ако некој имал позитивна фамилијарна анамнеза за некој уролошки карцином, да го посетат урологот барем еднаш годишно, или пак тоа може преку матичниот доктор да се направат некои основни испитувања, кои што после, ако се сомневат за нешто уролошко, ќе го прати на уролог, било тоа да е периферија, било на клиника. На клиниката за урологија, дали се почести младите или повозрастните пациенти?
Па, ние имаме различна патологија, меѓутоа, уролошките проблеми повеќе се присутни кај пациентите кои што се во над 45-50 годишна возраст. Која е вашата препорака до пациентите во поглед на грижата за машкото здравје? Така, значи со оглед на тоа што нели спомнавме преска дека месецот ноември е месец кој што се обележува во целиот свет како месец на машкото здравје, претежно за карциномот на простата. Јас имам еден апел и совет до сите пациенти и граѓани дека да направат барем после 45-50 годишна возраст еден скрининг кај матичните доктори у смисол на да се испитуваат еден тумор, специфичен маркер на простата, едно ехо на простата и една обична лабораторија. Ако нешто се сомнева матичниот доктор, значи ќе го упатува во секундарна или во терцијарна здравствена заштита, за да се занимава посериозно со тој проблем. Тоа важи за помладите, барем еднаш годишно да посетат уролог? Па младите претежно викам дека освен ако нема некоја изразена симптоматика, не е лошо да се направи скрининг кај нив. Меѓутоа претежно треба тоа да биде потенцирано кај машката популација од 45 години па нагоре.